Ви благодарам и го поканувам министерот за култура и туризам Зоран Митров. Присутни, почитувани говорници, професори, дозволете ми да ви изразам моето задоволство што денес имаме можност да зборуваме за културата, за нејзина 30-та година. Овој документ се работеше малку подолго, бидејќи на вистина се однесува на производи што се конкурентни на европскиот и на светскиот пазар. Внимателно работевме и овдека се идентификуваат во стратегијата 5 приоритетни области, преку кои следниот 5 годишен период ќе се спроведуваат реформи во културата и тоа. Потикнување и негување на квалитетот и разновидноста на креативните изрази во уметностите, заштита и одржливо користење на културното наследство, преобликување на моделите на управување во културата, институционална автономија како основа за развој, дигитализација во културата и дигиталната трансформација и културата како ресурс за креативен, социјален и економски напредок. Стратегијата ги определува неопходните институционални рамки, административните алатски мерки, приоритетните цели и проекти во културата, нивните носители, се со цел да се поттикне општествен амбиент за позаврзан, послободен и независен напредок на уметности на современите креативни културни практики во Македонија. Во тој контекст, стратегијата и нејзината имплементација отвараат многу прашања и многу иницијативи, кои, иако не се секогаш во надлежност на Министерството за култура и туризам, јасно ги детектираат образовните и другите општествени потреби и укажуваат на нивно решавање. Ќе го доближиме и филмот до домашната публика преку осовременување на киноприкажувачката инфраструктура, процес кој, можем да кажем слободно, и веќе е започнат. Во заштитата на културното наследство ќе се интензивираат процесите за валоризација и ревалоризација на неговата понатамошна конзервација со ревидирање и намалување, многу важно, на административните и бюрократските постави. Ограничување на нелегална трговија со културното наследство, ограничување на ризиците на кои е изложено наследството, како климатските промени. Реституцијата исто така ќе биде приоритет, што ќе настојуваме да го оствариме преку соработка со надлежните и со другите држави. Свесни сме за алармантната состојба во оваа сфера и затоа приоритет ќе биде вработувањето и едукација на стручен кадар на културното наследство. Автономијата во културата, што ќе се обезбеди со преобликување на мрежата на националните установи и децентрализацијата. Процесот доношење стратегија, управо јавна расправа и то експертска расправа во која учествува за наш регион, али и шире од тоа. Мрежа у неким сегментима превелика, али мрежа у неким сегментима још увек има недостајуće елементи. Стратешки план омогучува транспарентност културни политици, видливост, демократичност процеса и велoma важно, начесто кога се суочавamo широм света с популистичким политикама од Америка до Турска, не можам за да не говорим, учешće експертскog знања у доношењу културне политike е изузетно важно. Veoma malo predloga za nagrade, za godine, stiže iz celog našeg regiona, mi smo reprezenti u svakom pogledu. Na našim teritorijama obično nema centara, 2 UNESCO za zaštitu nematerijalnog, zaštitu materijalnog, podobno arheologić, postoji stotine različitih centara koje neke kompetencije u domeni konzervacije ili čak bolje preventivne zaštite materijalnog, ali i nematerijalnog kulturnog nasljeđa faktički nužno. Naravno, strategija kao strategija pomalo i preskača neke nevalidne teme.
disonantno nasleđe. Recimo, ja znam kako sam se osjećala malo onako začudno plovilu kad su govorili o Bugarskoj i Bugarskoj, sad sam se setila što sam videla državljanskoj škole, sad tačno se setim izraza koji je upotrebljen sa potpunim uređenjem i tako dalje, da je to možda i jeste, ja ne znam, ali treba znači se pozicionirati na svetskom nivou, proverite koliko Makedonija ima zaštićeno materijalno, a koliko zaštićeno nematerijalno kulturnog nasleđa. Konačno naši roditelji smatraju da mi radimo nešto važno, jer je država makar ovako formalno još uvijek ostvara prihvatila naše postojanje i naš rad. Mi smo u jednoj drugoj situaciji, ali svejedno moramo se suočiti sa činjenicom da je strateško planiranje u kulturu stiglo relativno kasno u celu Evropu. I u Francusku, i u Švajcarsku stiglo je tek, i u Belgiju, tek 90. godina. U vreme kad se naša zemlja raspadala i kreirala nove zemlje i svi bili preokupirani preživljavanjem, niko nije mogao da razmišlja o strateškom planiranju,